Да, најактуелните наши настани не се влеш вести, но сега во продолжение ќе разговараме со нашиот гостин, кој јас веќе го најавив и знаете што е и темата за која што ќе разговараме, но секако дека ќе му кажам добро утро на доцент доктор Дженгис Јашар, инаку специјалист по патолошка анатомија. Добро утро и добро ни дојдовте. Благодарам на поканата и секогаш ми е убаво кога ќе дојдам во овој амбиент да споделам нешто што е за општ интерес на публиката. За општ интерес за нашето здравје. Ајде за патолошка анатомија да ни појасните што е она што опфаќа патолошката анатомија. Да се подсетиме, нели? Јас додека да го завршам факултетот навистина не знаев што е основната дејност на еден патолог, меѓутоа откако влегов во оваа гранка, значи јас сваќам дека тоа е многу сериозна и одговорна задача, затоа што всушност патологот е оној кој што ја дава дефинитивната диагноза на сите заболувања. Дали тоа ќе се одреди преку биопсија, преку оперативен материјал, тоа зависи нели каква е процедурата на одреденото заболување, што се треба да се направи за да се стигне до вистинската диагноза. Сега како се стига до тој момент кога треба да се пресече дали нешто е во ред или не, или е воспаление, или е тумор, дали е бенигне, дали е малигни, ако е малигни, колкава е прогнозата, каква е прогнозата, како се лекува. Тоа се работи кои што се неверојатно комплицирани, бараат многу посветеност, голема концентрација, внимание, се разбира бараат многу знаење и заради тоа можеби не знаат повеќето од колегите, значи додека да се заврши специјализацијата, лекарот специјализант по патолошка анатомија е под постојан мониторинг се до моментот додека не го положи специјалистичкиот испит. Тоа значи дека работи паралелно со поискусен доктор. Верувам. И тоа е нешто што фактички се проверува секоја дадена диагноза за да немаме грешка во диагностицирањето. Тој начин на едукација, тој начин на воспоставување на еден систем на одредување на диагнози го применуваме ние и ден денеска и покрај тоа што во нашата куќа сме сите тројца вработени лекари специјалисти, односно четворица сме вкупно. Значи, ние се уште го практикуваме тој принцип на меѓусебна консултација, да видиме да не биде тимска работа, исклучително битна, затоа што велиме, ние сите го гледаме денот убав, сончев, светол, меѓутоа некој го гледа облачно. Да, така е. Или пак нели животот е море, и океан, како и да е, брановито, може да ни донесе се, не дај Боже, сите ние посекуваме нели пред се да сме живи, здрави. Меѓутоа, еве кога говоревме и вие самите кажавте, не знаевте што значи патологија, патолошка анатомија, како што сега многу убаво ни објаснивте. И зошто еве во животот би сакала и тоа да ве прашам, па ќе продолжиме со разговорот затоа што имаме време. Вие се одлучивте токму за оваа област. Што ве натера тоа што еве денеска сте специјалист по патолошка анатомија? Па искрено да ви кажам, воопшто немав идеја дека ќе работам патолошка анатомија. Мојата голема љубов беше судска медицина. Крвните деликти, криминал, сите тие работи, затоа што на некој начин сметав дека тоа е нешто што така повеќе ме интригира во смисол на она што велиме насилство, насилна смрт. Меѓутоа, од друга страна, откако го започнав овој процес на работа, фактички испаѓа дека тоа е исто детективска работа во смисол на тоа треба да го најдеме, да го откриеме причинителот кој што довел до тоа заболување. Јас ќе ги поканам еве сите гледачи кои би сакале да побараат совет од вас, со оглед на тоа дека е месецот на канцерогени заболувања, и така натака, за жал, нели, канцерот да не го запоставиме со пандемијата и со ковидот на вистина, како да ги малку не подзаборавивме за пациентите кои што се соочуваат со овие болести, многу добро си знаат како што кажавме дали е сончево или е облачно. Меѓутоа, еве вие што е она што би го дале како совет на сите нас?
затоа што сепак и канцерот, се што е на време откриено, се што може да се спречи и да биде лекувањето делотворно, да кажам, едноставно да го елиминираме канцерот. Меѓутоа, ако се што е подоцна, е многу потешко. Еве од ваша страна да го слушнеме ова што јас тоа што јас можам да го дадам вака како совет, она што е многу битно за сите малигни заболувања. Значи раната детекција. Да, говориме општо за сите. Значи раната детекција е еден од важните предуслови за добро и точно лекување. Тоа е една работа. Втора работа, во услови на ваква пандемија, каде што сите се плашат да одат на лекар и го одложуваат својот преглед и покрај тоа што веќе чувствуваат тегоби, дел од нив ги поврзуваат со актуелната состојба, меѓутоа не мора да значи нужно дека е тоа и затоа велам, не треба да се одложува одењето на лекарски преглед. Тоа е многу битен момент, затоа што раното откривање овозможува брза диагностика, овозможува соодветна терапија. Денеска во услови на така да речам на тој подем во фармацевтската индустрија, веќе имаме лекови кои што се таргетирани за одредено малигно заболување и не само тоа. Ние особено во светот, па и кај нас, во нашата лабораторија, па и во другите патолошки лаборатории во државата, значи ние ја спроведуваме така наречената таргет терапија, односно откриваме за кој пациент кој лек ќе биде најдобар. И одиме на принципот на индивидуализирана терапија, затоа што едно исто заболување кај секој човек не мора да значи дека ќе реагира на еден исти лек. Сите сме различни, индивидуално така. И нормално, и тој тумор што го поседува пациентот, значи кај него ќе реагира лек А, кај другиот ќе реагира лек Б. А сето тоа тоа е тоа што ние го откриваме во првиот момент кога го диагностицираме пациентот. И затоа нашата диагностика во последните 5 години стана малце по-тешка, по-комплицирана. Прво имаме задача да го одредиме типот на туморот. Кој тип е? Да, тумори е малигни, меѓутоа дали е од жлезден епител, дали е од покровен епител, дали е од некои други структури. Кога тоа ќе го откривеме, тоа е еден ланец на одиме на вториот степен што треба да ни покаже дека тие малигни клетки, без обзир на тоа кој тип е, ќе реагираат на овој, оној или трети или четврти или пети лек, што всушност нам ни го зголемува процентот на одговорност во однос на тоа, затоа што ако направиме погрешна проценка, ние фактички на онкологот, кој што треба да го третира пациентот, му сервираме погрешна информација, што всушност е лекарска грешка. Не дај Боже, досега не верувам дека вам... Досега не, затоа што овие тестови што ги работиме се многу осетливи и се повеќето се по принцип или има позитивен наод или нема. Меѓутоа, позитивитетот ние го одредуваме на микроскоп. Не е со некоја апаратура. Ние сме се уште со микроскоп. Со микроскопот. Да, се надевам дека гледачите ќе бидат заинтересирани да се јават да ви постават конкретни прашања или пак едноставно да побараат совет од вас, но моето следно прашање ќе биде: во последно време, со што најмногу македонскиот, да кажам, народ заболува, што се однесува на кој дел од телото, или тоа воопшто нема некоја категорија на повеќе или помалку, меѓутоа дали имаме некоја таква статистика канцерот каде најмногу делува? И зошто би било тоа така? Да, во однос на статистиката, за жал и покрај тоа што секоја институција во државата ги испраќа податоците во Државниот завод за статистика, ние се уште немаме извештај за таква работа. Жално е тоа што глобалните извештаи што може да се најдат и на интернет и што се објавуваат од Светската здравствена организација, по моите согледувања, значи последното
апдейтирање, односно најновите податоци што се од Македонија се од 2012 година. Мислам, нормално е, зошто е тоа така, гледате, ние еден попис не можеме да направиме, а не да се занимаваме со здравство, кое што е најболната точка во целото општество, и статистиката која што всушност нам ни е добар параметар. Статистиката е еден исклучително добар алат за да видиме колку сме ефикасни. Значи, добро ми е прашањето, сепак, сосема добро, сосема во ред. Добивам ваков одговор. Она што ние можеме да го дадеме како одговор, да речеме, во однос на оние согледувања што ги имаме како колеги, бидејќи ние комуницираме меѓу себе, значи, останува она што е во рамките на светот, што и кај нас го имаме. Значи, во подемје, карциномот на белите дробови и кај машката и кај женската популација, и покрај тоа што поголем дел од населението веќе не пушат, значи нешто друго е во прашање. Кај мажите останува карциномот на дебелото црево на второ место, а на второ место кај жените е карциномот на дојка, карциномот на дебелото црево кај жени е на трето место, меѓутоа на трето место кај мажите е веќе простатата, и понатаму следат желудник, лимфоми. За среќа имаме мал процент на карциноми на црниот дроб, на панкреасот, меѓутоа од година на година се зголемува тој број на новодиагностицирани случаеви. И она што е многу жално, што еве ќе дадам еден пример за карцином на градата, се помлада популација е застапена во нашите редовни. Знаеме ли причините од зошто е тоа така? Причините се уште не ги знаеме. Причините за карциномот на дојка се во дел се генетски, во дел се спорадични, значи. Но еве велиме да и помладата популација, што најверојатно штом тоа го кажуваме, не било во изминатиот период така. Па дали било или не, тоа е веќе прашање на дискусија колку често оделе на преглед. Верувајќи дека последните кампањи кои што се направени во последните 10 години, каде што секоја жена всушност ја има таа можност да оди на преглед, да се направи ехо, мамографија, значи мислам дека тука е проблем, не е проблемот, туку тоа е добриот момент што на време се откриваат, бидејќи јас колку што еве од моето искуство, од 26 годишното искуство како патолог, значи, бројката на новозаболени, ќе ви дадам еден пример, од 95-та, беа некаде околу 200 пациентки годишно диагностицирани на ниво на државата од карцином на дојка. Таа бројка во последните 5 години, мислам дека е стигната до 800. 4 пати повеќе. Алармантно сепак. Но предпоставувам дека причината е редовните прегледи кои што популацијата ги... Значи, добро е да имаме кампања и едноставно да говориме многу често за тоа. Кампањата не е толку, да речам, не е толку на глас, колку што ние како лекари тоа го толкуваме, односно го препорачуваме за секој пациент кој што ќе Ние си дојде на говориме преглед. за канцерогените заболувања и треба да говориме, затоа што насловот кој што го имаме денес, додека ние разговараме, е нешто што дава оптимизам. А тоа е навременото диагностицирање на канцерогените заболувања спасува живот. Што значи, она ќе се вратам на почетокот што јас го кажав. Доколку е на време, може да се спречи. Точно. Зборуваме на време во смисол... Симптоматиката, ќе ја кажеме. Во смисол, дали постои симптоматика. Добар дел од малигните заболувања почнуваат подмолно. Така. Значи, едноставно не се пријавуваат симптомите. Во со денешното темпо на живот, ние често пати сме принудени да си ги одложуваме своите редовни систематски прегледи, за
ете за да можеме да успееме повеќе, Знаете, во тој тука што морам да ве прашам. трчање со трка со животот. За да не ми избегне прашањето е многу важно за сите нас. Еве, ние немаме никакви симптоматики. На каков начин можеме да дознаеме? Дали преку крв, без разлика за што се работи? Некогаш крвната слика може да не покаже некои симптоматики или може да покаже. Што треба да сториме за да знаеме дека нешто тлее во нас? Значи, најобичниот лабораториски преглед прво ќе даде насока дека нешто се случува. Добре. Ако лабораторискиот преглед, значи обичните биохемиски анализи не покажуваат никакви отстапки, во тој случај, значи, ќе треба да се насочиме кон тоа каде всушност ние ја локализираме својата основна тегоба, ако постои. Ако не постои, тогаш велиме потребни се систематските прегледи. Дишењето, срцевата работа, кај жените, нели, редовен преглед на дојка, редовен гинеколошки преглед, кај мажите, особено после 50-та година, редовен преглед на простата, редовен преглед кај гастроентеролог, во смисол на промени во желудник, промени во столицата. Секоја промена, значи, зборувам за некој, велам, култура на здравствено однесување, што значи, не одам јас на докторот само кога имам тегоби, јас треба да одам само редовна контрола. Кога треба да барем да имам еден термин што вели и нашиот ценет професор Угриновски, одвој секој ден еден час за себе, а во текот на неделата барем еден ден за себе. За своето здравје. За своето Имаме здравје. гледач, па да го вклучиме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Повелете, ве слушаме. Поздрав за емисијата, до водителката и до докторот. Благодарам, поздрав и од нас. Повелете. Имам прашање за докторот. Секако. Доктор, јас имав циста пред, можам да кажем и 30 години, голема на градата. Дали ме разбирате? Циста, рековте. Да, циста. Ме пунктира, извлечува некоја течна фрозева. После тоа немаше ништо и сега пред 5 години ми се пак појави циста на истата града. Одам обавезно на контрола и на ехо и на мамографија. И докторката тука кај нас во Коцево ми кажува дека идентична на претходната, а ја гледам во извештајот дека на секој преглед напреднува по еден половина милиметар или сантиметар, така нешто, а докторката за истото ми го кажува. И што треба да направам друго и ако може едно друго прашање, ако може докторот да ми објасни, јас сум 70 години, по колку треба да примам D3, оти докторката ми даде од 5000 D3. Извинете што прашам ово, ама Добро, во ред ви благодарам. Зборуваме за витаминот D3. D3, оно што е препорачаната доза, дневна доза е 4000 интернационални единици. Гледачката вели 5000. Добро, тоа е препорачаната доза. Значи сепак може да внесува. Тоа е сепак окей и тоа е добро превентивно, затоа што да речеме еве најновите сознанија покажуваат дека недостаток на витамин D може да предизвика малигна алтерација на клетките на дебелото црево и го носат ризикот за појава на канцер на дебело црево. Во однос на прашањето на пациентката, бенигните тумори имаат можност да преминат. Не, кога станува збор за дојка, тие имаат веројатност да секогаш се зголемуваат. И тоа не, да речеме, неприметно, незабележително зголемување, меѓутоа тоа е природата на бенигните тумори. Доколку стигне до одредена димензија каде што може да направи соодветен проблем, да речеме, да прекине крвен сад, треба да го отстраниме, нема потреба да го негуваме, затоа што сепак тумор си е тумор. Така, меѓутоа не е толку страшно, не делува, не е страшно во однос за стравување. Во однос на проблематиката, значи ова не е за стравување. И со оглед на годините, сакаше да кажеш. И со оглед на годините, затоа што пациентката е во предност, бидејќи кај постарите жени било кој процес оди многу бавно.
така да можноста тоа да се отстрани и на време да се реагира е доста голема и се разбира со многу добар успех. Да, само нека спасува живот и диагностицирањето на времено и со вас стручни лица кои што си ги имаме исто така. Кога зборуваме за канцерот и самото име, нели, кога ќе го слушнеме, навистина делува застрашувачки. Меѓутоа, од друга страна, можеме да го елиминираме сепак од нашето тело со навременото диагностицирање. Тука јас би сакала исто да ви поставам прашање што се однесува за диагностицирањето. Кажавме дека кај нас сепак мораме да дојдеме точно до тоа што ете пациентот, нели, од какво заболување е. И ми ја соопштуваме веста, меѓутоа со самата вест, ако е навреме, кажуваме дека не стравувајте, тоа може да се лечи. Јас ке се навратам сепак на оние кои не внимаваат толку на своето здравје, што значи дека не сте вие виновни кога ќе ја соопштиме веста дека е доцна. Постојат ли такви пациенти кои предоцна доаѓаат на контрола? Знаејќи дека во нив нешто носат. Еве како апел тоа ќе биде до сите гледачи. Точно, вака се ќе ви кажам. Значи, поучен од моето долгогодишно искуство. Значи, има пациенти кои што ќе дојдат, ќе им се даде диагнозата и во однос на тоа што го добиваат како званичен резултат, почнуваат. Ми треба второ мислење, ми треба трето мислење, патуваат, се консултираат со еден, со друг, со трет. И повторно ќе се вратат на првото. Всушност, ја не знам што барат, веројатно барат некој да им каже поинаква вест и во тој вртлок на барање на мислење го губат драгоценото време кое што веќе требале да почнат со терапија. Затоа што кога имаме напредната болест, веќе се во прашање месеци кога таа болест од локализирана форма може да премине во дифузна, односно да даде и далечни метастази. Затоа навреме. Тоа е еден од факторите што, да речеме, она што мене во последно време многу ме вознемирува, ние како држава сме мала заедница, меѓутоа за среќа, благодарение на сите нас, зборувам и не само како патолози, туку зборувам во однос на сите доктори, од целата докторска фела. Значи, ние имаме направено многу индивидуални напори да целиот систем го доведеме во некаков си ред, за да можеме ние да функционираме, не чекајки другите тоа да ни го подготват, за разлика од другите држави каде што тоа го имате веќе подготвено како што треба. Благодарение на тој наш контакт што постои во фелата, значи ние успеваме да преку брзи комуникации веднаш дојдеме до она што велиме ние до посакуваниот исход на третманот. Јас ќе се јавам кај еден патолог, кај другиот, кој какви познанства има, ќе се јави кај хирургот, кај онкологот, ако имаме некаква врска во странство да тоа, да речеме да треба некој лек да се даде што го немаме овде, веднаш ги наоѓаме и тие комуникации, што всушност голем дел од нашето работно време ние го посветуваме на пациентот, па макар да е еден. Еве, секој е битен. Ќе вклучиме гледачи да ни чекаат на телефонската линија. Добро утро. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Поздрав до вашиот гостин. Поздрав, ве слушаме. Колку што разбрав, патологија, така? Така. Значи, сакам да го прашам нешто, ме интересира, многу ми е битно. Сега го слушнам дека рече возрастни луѓе дека побавно се развива. И баш сега, во мојот конкретен случај, пред една година ми најдоа дисплазија и метаплазија. Значи, имав на желудникот промени, од кои се зема биопсија, 7 биопсии, 8 се зема, и на сите покажа дека имам дисплазија и метаплазија. Тоа значи дека едниот доктор ми, значи и јас побарав второ мислење, едниот ми рече дека за 6 месеци ќе биде така, ќе почне да се шири, другиот ми рече и за година дена, третиот ми рече може и за 2 години. Сега ме интересира, веќе година дена сум жива, нити сум направила контрола, нити можам во ова време на пандемија да правам, а почна болките да се јавуваат почесто. Тоа ноќе ми се јавува.
сега да ве прашам. Значи еден период кога не се јавува болките си бев смирена. Сега кога почна болките, дали тоа значи дека е крајот веќе или дека ми се јавија болките, нешто матичен не викам, може би нешто си јадела, јас ништо грешно не јадам, ама почна болки. И сега, да ме утешите, хете, ми интересира да ми кажете, не се секира и ке живееш ти уште долго, хете, за тоа ви се јавив. Поздрав многу и Ви благодариме. Благодарам многу на јавувањето. Значи, кога зборуваме за процеси каде што одат споро, зборувам за тумори кои што се хормонски активни. Тука станува збор за промена на желудник. Се разбира, метаболизмот кај постарите луѓе е поспор. Нормално очекуваме дека и овој процес ќе трае поспоро, односно ќе се одвива поспоро. Метаплазијата и дисплазијата на желудечната лигавица не треба да се земат како сериозен момент, меѓутоа да, во одреден процент од случаевите може да предизвикат прво, да речеме, желудечен улкус, чир, нели, народски кажано, меѓутоа тој исто така може и да малигнизира. Во најмала рака, значи она што е предупредувањето за пациентката, кога веќе имаме диагностицирани диспластични промени, значи таа мора барем еднаш годишно да ја направи контролната гастроскопија, за да го следиме процесот, да видиме докаде е целиот процес, дали напредува, дали стагнира, затоа што барем за една година нема ништо сериозно да се случи кога имаме ваква една промена. Не е застравување, не е застравување, меѓутоа треба да се внимава. Тоа што или да мислиме дека ќе не нема за скоро време с краја. Тоа што јас би го препорачал, особено кога станува збор за болестите на гастроинтестиналниот систем, е тоа што ние воопшто не водиме сметка, а тоа е исхраната. Исхраната мора да биде балансирана и мора да биде во насока да ја штити, односно да имаме протективна улога на желудечната слузница. Ние сме поднебие каде што изобилието на храна не наведува да бидеме големи хедонисти. Меѓутоа, хедонизмот сам по себе, доколку не е умерен во ексцесите, значи навистина може да направи. Не викам, јас ги почитувам сите тие кои што обожаваат храна и кои што уживаат во храната. Меѓутоа, сепак во конзумирањето треба да се биде умерен. Не знам дали се уште го имаме следниот гледач на телефонската линија за да го вклучиме, режија? Да. Да, повелете, добро утро. Добро утро. Едно прашање. Значи, се работи за 40 годишна пациентка. По утврден преглед мамографија и ехо на едната града беше диагностициран фиброаденом. По консултација со рентгенолог, радиолог и торакален хирург отстранет беше и беше направена патолошка анализа, нели беше потврдено дека е фиброаденом. Меѓутоа, после неколку месеци, односно година, на истата града повторно се појави друго фиброаденомче, не се големи, 1,5 до 2 сантиметри. И сакам да го прашам докторот какво е мислењето за фиброаденомите, што мисли и што како превенција треба да се направи во иднина. И какво е неговото мислење во поглед на тоа дали треба да се отстрануваат или само да се следат. Ви благодарам што се јавивте и јас би можела да ви одговорам на ова прашање со оглед на тоа дека сум го имала ова искуство, но повелете вие како ова е медицинско често заболување, најчесто заболување во женската популација, особено кај помладите, кога имаме зголемена хормонска активност и всушност тоа е еден показател дека пациентката е естроген тип и дека фактички тие многу женствени всушност ја покажуваат склонноста кон појавување на фиброаденоми. Така да отстранувањето на еден фиброаденом ќе предизвика... Ова како комплимент доаѓа. Комплимент во оваа тешка состојба, но сепак моето мислење е дека секој фиброаденом, ако веќе се појавил, треба да се отстрани. Доколку, да речеме во периодот од година, 2-3, се зголемува само милиметар, 2, и ако гледаме дека после извесен временски период престанал да се зголемува,
фиброаденомот има тенденција да се скврчува, односно да хиалинизира и да, Самиот од себе. што велиме ние, самиот да изгори. Так. Едноставно, тоа само покажува дека намалена е веќе хормонската активност и тоа туморче... И женственоста со И самото. со тамото тоа и женственоста. Меѓутоа, сепак, мислам дека треба да се острани, затоа што во 1% од случаевите, Да. фиброаденомите имаат тенденција да покажат, Може да направат да си ги комплика. покажат своите заби. Заби, така. Ви благодарам многу, ми беше пријатно во ваше друштво. Повторно се надевам дека ќе се видиме, еве и ќе говориме за некои други заболувања, затоа што се што е, како што кажавме, кога ги имаме, вас кога ви имаме како медицински лица, е навистина убаво тоа што можете едноставно да допрете до сите нас, еве и до гледачите, ако ништо друго навреме да се лекуваме и да си имаме редовни контроли. Кажавме, гледачката кажа и е страв, јас ја слушнав, Слободанка, мојата именјачка, дека вели од пандемијата стравува. Меѓутоа не сите заштитни мерки на себе и мораме да се контролираме. Во сите здравствени установи заштитните Да не мерки се се на искомплицира највисоко здравјето. ниво Така. и воопшто нема потреба од било каква паника, затоа што сепак за оваа пандемија, каква и да е и сериозна е, тоа да ни биде јасно на сите, Секако. меѓутоа не можеме да ги запоставиме оние важни прегледи од кои што понатаму можеме да имаме тешки последици. Благодарам уште еднаш и секој добро ви Молам, ви посакувам. благодарам на поканата. Внимавајте на себе, се разбира. Благодарам.